Возрастно сличните, да речам на нив. Јас имав прилика да разговарам со моите ученици во една работилница и сметам дека секогаш е покорисно тоа да се прави надвор од наставата, затоа што децата тогаш се послободни и се чувствуваат поинаку не во спрегите на она фикаде далеку, бидејќи човек сам не може ништо, а сите заедно можеме многу. И тоа е она што нашите деца мора да покажал огромна емотивност, што мене многу ме радува, затоа што и колку да е суров и страшен, е важна улога како едукатори, наставници и педагози во спитната компонента на нашата задача. А според мене најважното на што треба да ги воспитаме и научиме нашите деца е да не ја забораваме Го пропуштаме моментот, занемарувајќи ги мислејќи дека сме деца, дека се деца, и истовремено да не ги презаштитуваме на погрешен начин. Треба да се грижиме за нив, меѓутоа одговорни сме да ги учиме и нив на одговорност и да слушнат што и како мислиме, да видиме што се случува, кои се корените на проблемите и пред се да се обидуваме постојано да имаме на ум на човечки лик на бегалците. Со сите тензии кои што растат, со се што се случува околу нас, лесно е да заборавиме, лесно е да ги доживуваме на ниво на имагинарна група која што е тамо некаде и нема влијание на нашите животи. Каде што јас со принципите на емпатија, на чувствување, ќе се најдам, така англиски се вика, во контурите на другиот, ќе влезам во кондурите на другиот и на тој начин ќе разберам кои се неговите проблеми и ќе се обидам да помогнам без да очекувам возбрат. Не возбратно дејство, да правиш нешто, а да очекуваш и да добиеш. Туку го правиш добро, затоа што е тоа добро и некому тоа му треба. Тоа е новата визија на човештвото. Меджаши ја спроведува во својата дејност исклучително квалитетно и добро, настојчиво. За многу кратко ќе почне пресконференцијата во организација на првата детска амбасада Мегаши на тема "Сите сме деца на овој свет", како да се разговара со учениците за бегалската криза. Но нешто повеќе за денешниот настан ќе ни каже Ана Битолјани, представник од амбасадата Мегаши. Добар ден и за вас. Кажете ми нешто повеќе за денешната пресконференција, за денешната тема и кој се ќе зема збор. Добар ден. Како што сами кажавте, ќе започне промоцијата за некоја минута. Се обидуваме на уште еден начин да придонесеме кон решавање на бегалската криза и пред се кон некаков фер, хуман, човечки третман на бегалците. Публикацијата е превод од хрватски јазик, прилагодена и применлива ни се чини и во Македонија и генерално универзално, бидејќи не навраќа на идејата што можеме и како можеме да разговараме за луѓето кои што се во неволја и кои што практично секој ден поминуваат или во моментов се заглавени во некоја земјиве додека не се реши бегалското прашање. Според вас, што мислите, дали се зборува воопшто во училиштата и каков е ставот на децата во однос на нивните соученици што се на иста возраст со нив, бегалците, и дали воопшто доволно се збори ако се збори? Предпоставувам дека формално не се збори, тоа не е дел од наставните содржини кои што треба да влезат, меѓутоа децата ги интересира, исто како и нас возрастните, така што во тие неформални или во тие оф простори сигурно се збори. И затоа е важно да се обидуваме да наоѓаме конструктивни начини, да зборуваме за корените на проблемите и за можните решенија каде сме ние во целата таа приказна, а да не бидеме поставени само на ниво на пасивни наблюдувачи. На децата треба да им се отвори простор да разговараат како меѓу себе, така и со возрастните за сите важни жешки прашања, бидејќи влијаат на нивните животи без оглед што се они деца имаат согласно својата возраст сопствени поинакви интереси и занимливости.
Ние сме општество во кое за жал постојат се уште премногу предрасуди. Сметате ли дека и бегалската криза односно децата што се од бегалската криза ќе наидат на предрасуди на своите соученици? Мање више секое општество има предрасуди од свој вид. Овие што сега растат и се зголемува во однос на бегалците би требало да не загрижува. И токму затоа ова е, повторно кажувам, уште еден обид да работиме на тоа, да освестуваме кои ни се од каде ни доаѓаат и да сме свесни дека сме одговорни за нив. Одговорни сме и кон помладите генерации како ги трансферираме, одговорни сме и да ги поттикнуваме помладите генерации да се преиспитуваат кои се нивните и зошто размислуваат на начин на кој што размислуваат. На денешната конференција имате и гости кои се ќе зема збор. Професор Кирил Темков, кој што ја напиша рецензијата за самата публикација, како и професор Кажана Живадиновиќ, која што е вклучена во низа активности на програмата за мировно образование на Меѓаши, меѓутоа и иницира сама, практично одговара на потребите на општеството, актуализирајќи ги, зборувајќи ги со учениците темите кои што се жешки. Ви благодарам за информациите и воведот во тоа што ќе се случува сега.